честитки за наградата. Какво значење има оваа награда за вас? Добро, за мене особено после оваа една изуzetno тешка и напорна сезона, ово е стварно круна целе сезоне како мог тима, тако и мене особено. Изуzetно се гордам со оваа награда која стварно најголем дел од оваа награда иде на мој тим и мислим да е круна свега што Тиквеш направи оваа година. Изборивте пласман во Европа, меѓутоа имавте многу интересна, многу турбулентна сезона. Можете ли да ја сумирате? Па да, управу сте. Секако да на крају останува чињеница дека во Кавадарци победи само актуелниот шампион Пелистер. Не победи ни Вардар, не победи ни Алкалоид кои су моментално пред нас, додека на гости не бевме баш на вистински ниво како што треба да бидиме. Ни останува да средиме тие работи, останува да ростер остане у веćini поголем дел ист, да се уште повеќе засилуеме, да направиме уште покоректан и поконкретен тим за другата година и да пробаме да отидеме која скала нагоре. Ќе имате интересен предизвик следната година, Европа, верувам дека сите играчи ќе сакаат да се покажат и да се докажат. Дали веќе се размислува, се загрева ли атмосферата, познавајќи колку имавте и поддршка и убава атмосфера кога се играше на домашен терен? Да, се гледаше исклучително кога се утакмица Кавадарци дека луѓето го сакат ракомет, идат у еден поголем и позавидан број за македонскиот ракомет и тој е најбитно од свега, да шо повеќе луѓе привлечеме у сала, да си дојдат, да си го пратат ракомет. Секако да се чувствува атмосфера и дека малтене сите едва сакавме да сега почне другата година, али добро, останува на управата да си направи еден ростер кој ќе бити квалитетен, ние да се малце одмориме, да почнеме тренинзи полека и да чекамо тај август или јули, крај на јули, да се собериме пак.